Почитувани, добар ден, јас следите Црвена линија. Илинден 2 август е еден од најголемите и најзначајни празници во историјата на Македонија и за македонскиот народ. На овој ден се чествуваат две клучни историски пресвртници. Илинденското востание од 1903 година и првото заседание на АСНОМ, антифашистичкото собрание за народно ослободување на Македонија во 1944 година, кои се темели врз кои се градела идејата за самостојна, суверена и современа македонска држава. Првата масовна прослава на Илинден е одржана пред 100 години, кога прогласот повикал на затворање дуќани, масовно учество во црквите и маршевите на значајните локации во Крушево. Денеска празникот се чествува со многубројни свечености во Крушево, кај Мечкин камен, во Пелинце и на други места, но сведоци сме на поделби. Политичари и институции организираат паралелни прослави зависно од тоа која партија е на власт. Голем дел од говорите стануваат политички обраќања на лидерите, во кои често има обвинувања или алузии кон противниците, наместо вистински фокус на историската длабочина на празникот. Се почесто се забележува и слабото учество на младите. За нив Илинден е само уште еден ден на партиска реторика и уште еден неработен ден. Доколку младите не го разбираат и не го почитуваат значењето на празникот, тешко дека ќе се вклучат во неговото чествување. Во Црвена линија секогаш поставуваме многу прашања. Дали сметате дека Илинденското востание и АСНОМ добиваат вистинско место во современата прослава? Колку често присуствувате на одбележувањата за Илинден и дали воопшто сте присуствувале? Дали младите чувствуваат поврзано со значењето на празникот? Каква улога треба да имаат младите за време на илинденските прослави? Дали Илинден доволно ги обединува граѓаните или пак повеќе ги раздвојува? Дали сте задоволни од начинот на кој политичките партии го одбележуваат празникот? Потребен ли е нов концепт за одбележување на Илинден? Ако имате можност, што би смениле во актуелниот концепт на одбележувањето на празникот? Како денес на вистина го чествуваме Илинден? Прославите се почесто паѓаат во сенка на политичките поделби, а младите се помалку ја разбираат вистинската вредност на празникот. Токму темата денеска е: нашите предци се бореле за заедничка држава. Зошто денес ја славиме поделено? А кога сме кај прашањата кои што ги поставуваме најчесто во анкетите на Црвена линија, доволно е да ве посетам веднаш во овој момент да не заследите на Инстаграм. И еве како изгледа објавата на денешната анкета на Инстаграм стори на профилот на Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија. Едноставно прашање до сите вас. Што е за вас Илинден? Дали е тоа под А национален празник, Б историска лекција или пак под В политички настан? Не заборавајте да не заследите и да земете активно учество во анкетата. Доволно е да кликнете на полето кој што го содржи вашиот одговор, а Црвена линија како и секогаш ќе ги сумира резултатите, ќе ги пресметаме во проценти и соопштиме по рекламите во денешно издание. Особено ќе ни биде драго да бидете активни како и во секоја една Црвена линија. Па така за учество кај нас доволно е да го завртите телефонскиот број 02307 0005 и подсетувам постојано веднаш откако ќе ве превземат во режија да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот, што значи звукот на телевизорот на 0, а јас и вие да зборуваме телефонски. Така оние вредни 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување ќе се искористат максимално, а нема да ги потрошиме во однос на проверката на квалитетот колку и дали добро се слушаме и дали сте воопшто вклучени во Црвена линија. Едноставно е, а секако секој ден од вас е добре дојден. И вие кои што досега не сте се вклучиле во Црвена линија, топло ве поканувам, нека биде тоа за прв пат и дадете одговор на денешните прашања. Ги имаме поприлично. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Игор, вие ли сте? Јас сум, да. Да. Па ајде од вас да слушнеме. Па сега сум со
содружство сум со мои другари. Така, поздрав така. до вашите пријатели, па еве взаемно преку вас, Игор, кој ќе биде одговорот на прашањето нашите предци се бореле за заедничка држава, зошто денес сушност ја славиме поделено? Тина, Илинден го славиме заради востанието, заради борбите на македонскиот народ, намасен на македонски народ, кои се бореле сите предци наши против непријателот. А зошто еве Да има ослободат поделби во однос на Македонија. прославите во последно време? Да ослободат Македонија од непријателот. Добро, еве зошто постои поделено? Зошто денес Илинден еве го чествуваме, например, поделено? Јас не слушнав, но ќе кажам, најважно е јас, кога татко ми рече ќе одиме Трново на Илинден, јас тргнав и толку солзи ми даде, толку плачев, што ми заплачија двете очи за Илинден. И му реков, тато, многу голем празник е, сите ми аплодира, имаше и представа и се, ние го славиме во Трново и Магарево. Таму го славиме Илинден. Еве, Игор, ќе искористам можноста да дадете одговори на денешната анкета. Секако прашањето е... Историски наш. Игор, што е за вас Илинден? Национален празник, историска лекција или политички настан? Историска лекција. Историска лекција. Добро, благодарам, Игор. Поздрав до вашите другари кои што ја следат Црвена линија и тие се добре дојдени. Секако, еве, ако некој може би има поинакво мислење од друштвото, да се вклучи и да даде одговор на денешното прашање на Црвена линија. Според вас, еве, зошто во последно време, низ годините, забележуваме дека Илинден се чествува, одбележува некако поделено? Добар ден! Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Среќен ден. Среќен ден и вам. Па не знам што да кажам, ова Илинден, нашава историја е целата испреплетена со многу небулози, со многу нејасноти и некои го викаат преображенско востание, дека било бугарско, дека Крушевскиот манифест уствари не е автентичен, туку дека е отпосле напишан. Нашата историја е преполна со многу небулози, со многу темна мистерија, темна магла, темен вел. Така да, што знам. Ви се чини ли дека еве новите генерации, младите разбираат вистинската вредност на празникот Илинден? Тие појма немаат, гледав анкети баш по социјалните мрежи, не ни знаат што се случило на 2 август 1903. Ние што сме југословенски генерации, од прво одделение го знаевме тоа. Младинава денешна е жали Боже да жалиме. Добро, зошто е тоа така еве според вас? Затоа што образовниот систем ни е катастрофа, све е катастрофа. Не знам само дали ќе се јави овој дежурниот бранител Талек Лисаров од Прилеп. Да не ги коментираме гледачите, ве молам, еве кажете ми според вас. Дали вие као телевизија сте вака најинформирани? Ова, што направи на Паторов женава болкица се сега вака, јас многу ми е жал, момент. Некаде пред завршувањето на 90 секунди, јас не знам зошто добро почнавме, користиме навредливи зборови или погрдни зборови за оние кои што имаме нешто да кажеме. Секако добре дојдени сте сите, но ве замолувам, обидете се и да сте гневни. Постојано тоа го велам, еве можете да бидете изиритирани до немајкаде, но нивото и културата не треба да дозволат нели гневот да премине во вокабулар кој што ќе биде навредлив за било кого, да користите погрдни зборови, особено не пцости, говор на омрази, говор кој што алудира на насилство. Ете, ве замолувам, Црвената линија веднаш ќе се активира, но нема да изоставам да му се заблагодарам на гледачот и секако секогаш е добре дојден, па дури и во рамки на ова денешно издание, оние 90 секунди да бидат одново нови за него и да се надополни. Но, подсетувам, држете се до етиката и културата, особено до нивото, бидејќи Црвена линија е ригорозна кога станува збор за тоа. Се активира. Добар ден. Ало, добар ден. Господин Љупчо, добар ден. Добар ден.
Ја да ти кажам право, просто сум збунет и едноставно што повеќе ги отвараме страниците од историјата и што повеќе слушаме наши историчари, се повеќе сум збунет, буквално не знам што да ти одговорам на прашањето за Илинден. Зошто го славиме? Па ја тоа се прашувам зошто го славиме одвоено и зошто му даваме повеќе пиетет на Илинденското востание, а не на Асном. Да, знаеш, кога е одржано првото антифашистичко собрание, тоа кога е формирана првата влада на државата Република Македонија. Или земете, сега што рече предходникот, некои небулози што почуваат последно време да се јавуваат околу Илинденското востание и околу сето останато од тој период. Ако земете, те за мене е контраверзно како ги видите сите сега слики на коњаниците, сите, да не кажам војводи, што се напред носат некои чудни кожни капи, што речеме за нас е непознато дека македонските војводи од тоа време ги носеле. Сем еден што е контраверзен. И нели сите вика дека носеле качкети или шубари, таква работа. После земете ако кардате и текстот на кој е напишан на знамето, на кој јазик е напишан. И сега едноставно, при тоа, вамо на комуњарскиот празник 2 април, 2 август, некако така настрана е ставен. Ја до душа да ти кажам право наискрено е, наискрено. Благодарам за учеството. Вие барем сте редовени гледачи и учесници. Знаете дека 90 секунди се предвидени за едно вклучување, но секако се додека траеме, сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број. Сега малку и ќе ве префрлам онаму каде што можете да бидете активни преку коментари и споделувања. Сега го коментарите, редовна пракса на Црвена линија е да ги читаме меѓу вклучувања гледачи во живо. Па еве денес како изгледаме на Facebook, профилот се што ви треба е да го заследите профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. И овде стои анкетното прашање: што е за вас Илинден, под А национален празник, историска лекција или под В политички настан? Како и да е, пристигаат коментари, продолжете, пишувајте, бидете активни, бидејќи и тоа е учество во Црвена линија. Ние ќе читаме. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Да си жива и здрава. На кај вечер славен утрешниот ден и Миндиња. Има кукни слави, претежно источниот дел има десетина цркви што ги слават утре со музика, со манастирска манџа, со славење. Сега јас ке кажам за мене. Јас имам 2-3 пати дено у Крушево. Меѓутоа, вие неколку години, вие пусти партии, народот го предвоира. Едните опозиција, едните позиција. Разбирате, ја гледам пред неколку дена имаше во Скопје се одржуваше Олимпијада на млади деца. Па погледни спортски сали, господице, 10 души не е и мало. 10 души, погледни и кафичите пуни, не можеш да заминеш. Па самите родители што децата играат тамо не отидоа да ги гледат. Се е тоа политизирано, се е вие од ВМРО, вие од СДС, свири, викај, на што личе? На што личи? Тоа треба се на лекар да се оде, па да се отиде на некој прослава овакви глупости да се прават. Еве, според вас, зошто младите се помалку ја разбираат вредноста на празниците како што е Илинден? Абе, не ги интересира младите, господице, не ги интересира младите. Ако ги интересираше младите спортските сали, како направени милина да седнеш, ја возрастен ту седна, 20 души немаше у таков голем објект. Не ги интересира. Дрога, кркање, пиење, тетуаги, шетање. Добро, благодарам за учеството. Останете и продолжете да не гледате понатаму. Добар ден. Добар ден. Еве вака сега, вие слушам Илинден. Вие верувате во такво нешто? Каде се видело и чуло десетина, ако не биле властите, луѓе се собрали и ќе се борат против Османиската империја. Тоа е исто како да земите сега 2-3, ние да се бориме против државата. Луѓе, таа историја пишувале, би сакал да го цитирам Никола Карев, некои дебело газовци. Јас на таква историја народ нема потреба да се поклонува. Со таа историја ниту мене фрижидерот ќе ми го наполни, нити вас фрижидерот или па сметката дома ќе ја плати за струја.
И престанете со историја. Верувајте во сегашната историја, во животната, во иднината. Таа историја оставете за некои дебелогазовци кои пишувале. Ви благодарам. Благодарам многу. А јас ќе ве замолам да ги оставите зад себе зборовите, особено како зборот што го употребивте. Сепак, еве, да покажеме, бидејќи оваа емисија гледа и малолетната публика, да бидеме пример за тоа дека токму оние кои што се вклучуваат во црвена линија знаат да поентираат, да споделат став, мислење без да употребат погрдни зборови, вулгарни, невкусни и така натаму. Ве замолувам, не знам зошто еве денеска по втор пат треба да потсетувам дека треба да внимаваме на зборовите кои што ги употребуваме. А лесно е, не е тешко. Добар ден. Се да искажам ако можем. Секако, повелете. Речеме, значи, за мене Илинденското восстание ќе представува и понатака само еден обид на населението што живеело на територијата Македонија за ослободување од турското робство. И ништо повеќе од тоа, да ти кажам право. Кога би ги седнале историчарите на една округла маса и да разговараат за тој период, ја мислам дека уште поише контраверзи ќе ни набијат. Јас, како македонец, се прашам зошто ние македонците одбиваме да го славиме 29 ноември 43-та. Зошто на тој ден не му подаваме никаква важност, за усвари најбитниот ден за нас македонците е 29 ноември 43-та година. Одлуката за формирање на македонска држава прв пат во склопот на бивша Југославија е донесена на првото заседание на Авној. И ние со тоа не разговараме воопшто, него се фаќаме со некои си, да не речем, обиди за нешто, кај што имаме многу контраверзности и нерачистени работи, како што ќе каже господинот Чепреганов, историчарот, историјата е пишувана како што ќе ти кажал победникот. Па да не отвараме многу теми. Речеме, ако земете за основецот овој од Велес и долот на нашето пријателче, ама никој не кажува дека он на Голиоток бил пратен ради информировска... Благодарам за повторното вклучување. Останете со нас. Добар ден. Бог на помош Македонија по молитвите на големиот свети пророк Илија, на помош утрешни наши македонски светители, свети... Господине Тале, да се вратиме на темата. Ве молам, кажете, дали ме слушате? Кога разговараме, треба да се слушаме. Имате 90 секунди. Зошто денес ја славиме поделено, го славиме Илинден, го чествуваме Крушевската република? Значи, утре се слават и 3 свети пречистански маченици, монаси, убијани во отоманско робство, убијани на литургија, кој нашиот народ овие години ги прогласи и за светители, убијани во отоманско робство. Не кажувам ништо лошо. Па поврзувам на темата Илинден, Илинденско восстание, терор нели во тоа време. Сега, зошто наши предци се бореле за земничка обединета Македонија се бореле, зато не биле во јајце, оти се бореле за обединета Македонија. 913 поделена Македонија, 41 28 години. Тие биле со идеи за слободна и обединета Македонија. А сега пред мене е со чувства за удба за Југославија, зато нема чувства како Ченто... Да не ги коментираме гледачите како што не смеат ниту вас да ве коментираат. Зошто одделно славиме? Види, секој кој си сака Македонија има чувство македонско, за име македонско свето, за знаме македонско, за се македонско, за асномци, за илинденци, за Александар Македонски, тој си слави заедно. Но оние кои се колебливи како СДС, кои десе цршти со бугарите, десе поголеми срби од србите, десе гркомани, десе поголеми албанци и од Али Ахмети, тие се во хаос. Тие никогаш не биле со македонскиот народ. Тие секогаш биле со фашисти против Македонија. Добро, благодарам многу за учеството и еве уште еднаш ќе потсетиме ако веќе мораме да дадеме насоки, иако еве добро и точно испишано кое е нашето централно прашање во црвена линија и темата за која што сакаме да слушнеме од вас одговори. А тоа е, еве, нашите предци се бореле за заедничка држава и зошто денес ја славиме поделено. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Јасна е работата зошто славиме одделени.
Затоа што се собрани сите, кои кодоши, кои опортунисти, кој против Македонија, кој некој за Бугарија, кој некој... Што да ви кажам, се знаете. Затоа одделени сите сме. Не сме сплотени како еден. Затоа што Александар Македонски што кажал, реченицата негова, треба секој да знае во главата. Никогаш да немате Македонија. И ќе немаме. Сега сме северни граѓани, што спомнуваме Македонија? Кај има Македонија? Па вика, идентитетот се го зачувале. Северни граѓани идентитет е, јазикот се го зачувале. Северно-граѓански јазик идентитет ли е? Не смеме да спомниме македонско ништо. Македонци не смеме да спомниме. Македонка не смеме да спомниме. Северно граѓани, ништо друго. А другите малцинства можат. Северни албанци може да има. Северни турци може да има. Кажете ми за вас лично, што е Илинден? Национален празник, историска лекција или политички настан? За мене историско национален празник треба да биде. И да го славиме сите еднако. Некој вика, се бореле тие за обединување на Македонија. Тие што се бореле... Добро, благодарам многу за учеството и секако продолжете да не гледате и понатаму. Сега е време, меѓу другото, да почнеме и со коментарите кои што пристигаат на нашиот профил на Facebook. Се што ви треба е да го заследите, да ја заследите црвена линија на Facebook и да пишувате коментари. Ајде да видиме дали ке... Добар ден, ајде да продолжиме со вас додека нели се аплодира тука или се наполни страницата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака сега, ние имаме химна, така? Добро. По повод на Илинденското востание. Во химната се спомнуваат председателот прв Никола Карев и така натаму. Сейчас не можам да разберам една работа. Како некој се обидува да киднапира историјата, да ме рекол дека е македонска. Кога Никола Карев бил власт, кога во востанието учествувале турци, албанци, нели прогласот како бил, да се обединат, нели да се обединиме, нели да ослободиме Македонија. И сега, како е тоа некој што се обидува да не нарекува нас дека сме ние северомакедонци, североалбанци, како сега не би сакал да ги коментирам слушателите, но сепак, јас би сакал да им поставам едно прашање. Географски, каде се наоѓаме ние бе луѓе? Дали се наоѓаме северно? Се наоѓаме. Што ни фали? Што сакате да ме пишува горна, долна? Ајме во однос на темата, ве молам. Зошто младите се помалку ја разбираат? Ве молам. Каде се наоѓа Крушево? Ве молам, имам едно прашање до вас. Зошто еве според вас младите се помалку ја разбираат вистинската вредност на овој празник? Затоа што е лажна историја. Не е вистинска. Ако е нешто вистинска историја, сам вие знаете дека ниту една држава не настанала од својот народ. Туку била создадена од така наречените масони или илуминати. Добро, благодарам за одговорите. Јас уште еднаш ќе потсетам. Имаме конкретно прашање. Значи, нашите предци се бореле за заедничка држава. Зошто денес славиме поделено? Ајде, тоа е главната тема во црвена линија. А кога сме кај прашањето на Facebook, што е за вас Илинден? Дали е тоа национален празник, историска лекција или политички настан? Еве, почнуваме и со коментари. Еве што напиша Цветанка Стојановска. Добар ден! За жал не само овој празник Илинден, туку и многу други во последниве децении добиваат политичка конотација и славење, додека вистинските вредности на празникот се ставаат во сенка. Во обраќањето на челниците главен акцент треба да се даде на значењето на празникот, а не држење политички говор. За мене Илинден е национален празник, овековечен со манифестот во кој се спомнуваат скоро сите националности што живеат во нашата татковина Македонија. Нека ни е честит и вековит. Благодарам многу, Цветанка. Продолжете и да не гледате и секако да пишувате коментари. Добар ден! Добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Да, сака само да
Значи, овој господинот што кажа да за 29 ноември 43-та, тоа е стварно најсветлиот датум кај нас. Тоа е уствари, само да го коригирам, тоа е второ заседание на АВНОј. На првото заседание на АВНОј што било 42-та не било предвидено да има Македонија како посебна република. Било Македонија да биде дел од Србија како што и било, значи ние сме биле сепак Јужна Србија или Стара Србија како што не викаат србите. Али на второ заседание на АВНОј во Јајце 29 ноември 43-та, тогаш се удрени темелите на современата македонска држава и токму благодарение на маршалот Јосип Броз Тито, најсветлата фигура во нашата историја. Така да тоа да го поддржам тој господин, а Клисарот Тале од Прилеп може си кажува не гачки. Не ги коментирате гледачите, ве кажете ми зошто се чествува поделено. Одговорете ми на прашањето, значи зошто не ме слушате? Според вас зошто се слави и се одбележува, празниците почнаа да се одбележуваат подвоено, зошто е тоа така? Ма како мислите подвоено? Тоа Мицко правеше 7 години од Ташмаруништа што славеше. Сега не знам sada само каде ќе слави, у Свирипичино веројатно. Ќе ве исклучиме. Ја не знам што ве спопадна денес. Како да ви изиритиравме до тој степен да немате контрола над она што го велите, а тоа се пцости и погрдни зборови. Зошто е тоа така, не знам. Најверојатно вие си го имате одговорот и да знаете, црвена линија ќе се активира веднаш. Обидете се, секако можете да го кажете вашиот став, никогаш не сме ве лимитирале. И не знам зошто токму денес треба ова да го повторуваме последна цела сезона. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па за мене Илинден и не е некој празник, мислам, вака нејаснотија голема, бидејќи се мешат многу работи во Илинден. Како прво или прво сите биле од прв до последен бугарофили. Значи, и биле под команда цело време на Софија. Сега, тоа што решија сами да кренат во стание, тоа е една работа, меѓутоа не предвидеа дека не можат, мислеа дека турска војска не постои веќе и дека ќе ги тепнат на брзина тие 200 души. Меѓутоа не. За мене се празниците точно 29 ноември 43 година и Асном. Можеме да речеме дека е наш празник. Татко ми иначе беше партизан и јас Асном го ценам. А иначе тие што беа илинденци, например, синот на Никола Карев и синот на Пито Гули, после беа во Втората светска војна беа здружени со окупаторот и беа против партизаните, против тие што ја створи ова држава. Сега беа осудени, едниот дали на смрт, а другиот во затвор. Тоа не знам точно како е таа работа, меѓутоа тоа е точно, тоа го кажала историјата, а некој ги жали. Добро, благодарам за учеството. Останатите се разбира, ако ви е така полесно или можеби не можете да се вклучите во црвена линија, а сакате да дадете одговор на прашањето зошто денес славиме поделено, можете тоа да го сторите ако не следите на Facebook, се што ви треба, профилот на Црвена линија и Телма телевизија. Секако темите паралелно секојдневно ги објавуваме и на двата профила. Пишувајте коментари. Добар ден. Здраво. Здраво. Слушаме, така? Одлично, повелете. Гледам така текстов, некако баш не ми лежи муабетот со него. Значи, не биле сите наши предци заедно и не се борели сите да направат држава. Огромен дел од нашите предци биле и кодоши, и шпиуни. Така да не се бореле сите предци, тоа го имаме и сега истото. Ако збориме реално, ни илинденци, ни никој, како што комунистите, никој друг, освен комунистите, не направија држава. Значи, овие квази патриоти денешни се испрустрирани од тој успех што го постигнале комунистите. И сега они добиваат огромна поддршка од Западот, да се они експонираат како големи спасители на Македонија, а уствари се они потомци на сите тие кодоши и шпиуни што ги кажа.
Ништо не ги бива држава да направат, освен да се, како што ќе им нареди некој, така да се повинуваат. А на овие некој може и пробал да им нареди, зборам за комунистиве, ама добар дел од нив изгинале, се контрирале и се спротивставиле на силата што пробала да ги девалвира. Еден куп има загинато, ама никој не им ги спомнува имињата. Сме се фатиле само за два-тројца тука као дејци големи, ама никој не ги спомнува тие сите комунистички дејци што гинаја за таа Македонија. Поздрав! Поздрав, благодарам многу за учеството, се разбира во црвена линија. Како што информира владата, ќе биде положено свежо цвеќе од страна на премиерот Мицковски на 3 значајни локации во главниот град по повод Илинден. Тоа е во 10 часот споменикот на Никола Карев, председателот на Крушевската република. Во 10:20 часот ќе биде положено цвеќе на споменикот на Асном во паркот Жена Борец, а во 10:40 часот ќе биде положено цвеќе на споменикот на Методија Андоновченто на плоштадот Македонија. Официјалната програма покажува дека премиерот годинава ќе одбележи илинденската борба и асномското наследство символично и централно токму од Скопје. Добар ден! Добар ден, Тина! Поздрав до вас во црвена линија. Исто до вас, поздрав, многу ве поздравувам и ве слушам секој ден. Драго ми. Тина, јас сум една од постарите генерации. Мојот дедо бил учесник во Илинденското востание. И слушај да ти кажам, ние знаевме да го празнуваме Илинден. Илинден е најсветиот празник. Како ученици одевме во Крушево, одржувавме представи. Народот беше сплотен, ќе си поставеа обични наземи, нешто килимче да речеме по-старски. Си јадеа, се пеа песни, здружено. Мојата мајка, Бог да ја прости, вака рече: деца, ве жалам со овие партите. Ќе си споделите, не ќе можете да се споите нити на празник, нити на делник, нити ќе се своje најблиските ќе се замразите. Ќе не можете да се видите за кого? За интересот на некој друг, а државата ќе оставите понастрана. Никој, Тина, ти се колнам во се, дека ниеден не се колниме и никој не ја сакаме државата поштено, како ние деца што ја сакавме. Станувавме на училиште, пеевме песни за Гоце, пеевме партизански песни, пеевме за Крушево. Крушево ни беше наша гордост. Целото топте ни беше символ, Тина. Живеевме за тој Илинден, ама со символ, со граѓани, со сите послани, најадени, со песни, со љубов меѓу народот. Сега што правиме? Едните ќе носа коњи, другите ќе носа магарина. Другите немој да идите, ќе го скршиме знамето. Вашето знамето е вака. Благодарам многу за споделеното со гледачите на црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. Продолжуваме и ние со коментарите на овој пат со коментарот на Александар Стојановски. Еве што напиша: Илинден е повеќе од датуми, повеќе од говори. Дали го паметиме по идеалите, по историјата или само по тоа што не се оди на работа? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Па многу значаен празник, можеби најзначаен за нашата македонска нација. Кога ќе речам македонска нација, значи сите што живеат во оваа држава. Првиот Илинден, прво е верски празник за христијаните, и значаен празник. Потоа е 2 август 903, кога е ослободено Крушево. Тоа е првиот. И вториот е 2 август 1944, односно Асном, во манастирот Прокопчински, која беше македонска територија, таму се одржало. Во рамките на таа некогашна Југославија кралска. Значено и не разбирам како тоа се делат. Ако мислите на партиите, па тие се беззначајни. Чествувањето едни на една страна, другите на друга страна. Па никогаш не биле сплотени, не се културни, немаат воспитание и се двојат. Не ве слушам сега. Ние ве слушаме, продолжите. Еве, според вас, зашто младите се помалку ја разбираат вистинската вредност не само на овој празник, туку и на празниците? Неколку години беше забранувано, дали ме слушате? Да. Да има учебници
се учеше слабо историја, сте намали бројот на часови по историја. И тоа се допринесува, така да децата не знаат. Но како ќе стануваат возрастни, ќе ги научат овие датуми и не грижете се. Ако ние умееме дома да им пренесеме. Благодарам многу за учеството и за споделеното со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака сега прво, утре е свет празник Свети Илија, кој што се вознесел горе на небото и тоа е за почит, да. Затоа би сакал нешто што е свето да не се меша, нешто каде што имало војни, крварење, жртви и така натаму, бидејќи Свети Илија е свет празник. Туку ја сакам да прашам едно прашање. Зашто наместо како го чувствувате вие Илинден, како што не прашавте нас, не е прашањето најголемиот нели премиер дојде на власт, викаше горда твоја Македонија. Па еве го први, втори Илинден, втора година како влада и човекот нема да оди утре на Мечкин камен да држи говор. Како ли јас да верувам од тоа, кога вие имате премиер кој што првим он што ќе му била агендата, го гледа прилогот на вашата вестите ке вас, ќе иде ќе положил цвеќиња. А вместо да положила таму цвеќиња, нека иде нека им положи на дечињата што се загинати во Кочани и нека им даде сочувство, барем утре е празник, може да направи такво дело, за да му се простат гревовите. Ви благодарам. Благодарам и вам. Покуси од предвиденото, но сосем јасни. Продолжете да не следите. Што се однесува и до профилот на Телма телевизија, ќе ве подсетам сега кога Црвена линија ги објавува темите паралелно на двата профила, и на нашата емисија, но и на Телма телевизија. Велјан Костовски напиша: национален празник прогласен по повод на историска лекција, а се одбележува секоја година како политички настан. Па еве, темата за денеска е дека нашите предци фак се бореле за заедничка држава. Зошто денес ја славиме поделено? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па зошто ја славиме поделено? Да. Затоа што веројатно не се бореле и тогаш за заедничка држава. Затоа што тогашното ВМРО било врховистичко, како што е денеска ДПМН. Нека се лутат колку сакаат. Зошто тогаш се возвишуваат патриотите во наводници, а за предавниците нигде нема. А всушност предавниците направија држава. Денеска така се збори, еве цела се ежам. Мојот родител пешки дошол од Варна и стапил во партизани и се пешки во тоа време кога имало војна, без храна, без вода, без оружје. И во Кривопаланка стапил да се бори за оваа држава. Тој не е патриот. Ама овие со коњаниците, пред секоја продавница што пијат по 3 пива, додека отидат до Крушево, ќе отидат пијани, тие се патриоти. Ете за тоа славиме поделено. Кој ја подели државата? Политичарите. Како не им е срам да се нарекуваат патриоти? Они сега се чаламат со јавање коњи, а не дека слават патриотизамот и создале држава. Па нивната држава 10 дена постоеше. Која држава ја слават? Онаа што постоеше 10 дена или оваа што постои 80 години? Кој јазик го слават? Признавање. Како не им е срам едните да бидат заборавени, толку оние што треба да бидат први. Не дека Крушево не треба да се слави. Треба и тоа. Големо благодарам за учеството, за одговорите на нашите прашања и напомена. Се уште траеме. Сега како сакате да се надополните, слободно завртете го нашиот број повторно и добите нови 90 секунди. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично. Повелете. Видете, јас мислам дека е поделена државата само поради политиката, затоа што немаме национални цели, треба да имаме некоја граница национална и да не се мрдаме од таа граница. Значи, сите сме македонци, сите си ја сакаме државата, без разлика дали се ВМРО, дали се СДС, дали се сосем некоја друга партија, значи сите си ја сакаме државата, меѓутоа политиката во последните неколку години не подели. Значи, и тоа што немаме зацртано некои заеднички национални интереси и да стоиме позади нив без разлика дали се ВМРО на власт, дали се СДСМ на власт,
треба да имаме национален интерес и ние да си го чуваме тој и за тој национален интерес сите да се сложиме. Бар јас така мислам. Според вас, зашто младите се помалку ја разбираат вистинската вредност на празникот? Затоа што се разочарани и затоа што не е уништено образованието. Еве, јас сум прилично млад, ќе ви кажам нешто, имам 37 години. Значи, последните 2 години работам надвор од Македонија. Значи, кога гледав до некаде вие, извинете вака што го кажам, ама до некаде и вие медиумите сте криви. Ми требаше 2 години да бидам надвор, да видам со какви се глупости го замејуваат народот во Македонија, место нешто креативно да биде, место нешто продуктивно да биде. Значи, гледав од страна без надвор од државата. Многу ни е драго што се вклучивте во црвена линија и што и ве споделивте со гледачите на истата како гледате на денешното прашање и кој е вашиот став. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ало. Ви слушаме одлично, повелете. Браво за претходниот гледач. Едини што кажа нешто убаво. Продолжете, ве слушаме. Да, слушате. Јас сум од постара генерација, у времето кога се зборуваше уште за Илинден, кога илинденците се зборуваше дека биле за време српско прогонувани, пошто биле инденци за република, моите мајка ми и вујко ми биле партизани. Вујко ми се борел и на Сремски фронт, тоа биле праќани. Мајка ми исто се борела во Грција ја праќале. Ги праќале партизаните во Грција, а биле затварани, мачени од бугарите, испрашувани и тие работи, ги поминале сите тие голготи за ова наша Македонија. Нема врска се тоа. Дали е Асном, дали е Илиндинско востание, се е тоа за Македонија, за нашата слобода. Сега што не сме имале ние среќа да бидеме од големите сили направени како држава, и тој Букурешки договор и сите тие работи, тоа е друга работа. Меѓутоа, едно сакам, сите да се слотиме, сите да бидеме за Македонија и да нема поделби. А ова... Благодарам за учеството. Одиме на Фейсбук, имаме и коментар од господинот Јордан Ѓорѓиев, така е напишано, како да, еве што е напишано. Прашањето не е поставено како што треба, имаме 2 Илиндени, па оттаму иде поделеноста. Господине Јордан, се добива впечаток дека имаме 2 Илиндени, со оглед на тоа што празникот се чествува поделено. Едни на една страна, други на друга страна. Положуваат цвеќиња на различни локации и затоа е поставено прашањето како такво. Најверојатно дојде времето да ги погледнеме рекламите, тоа значи дека ќе ги сумираме наскоро и резултатите од Инстаграм анкетата. Одиме со реклами. Па ајде да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм на прашањето што е за вас Илинден. 50% одговорија национален празник. 33% одговорија историска лекција, а само 17% одговорија политички настан. Тука, почитувани предса, ќе ви се заблагодарам за ова денешно изминато издание на Црвена линија, која им припаѓа на граѓаните, како и секој едно изминато издание во оваа сезона. Но и ќе ви најавам дека тука е и крајот на оваа сезона на Црвена линија. Ви посакувам секако и понатаму да продолжите да ја гледате Телма телевизија, а од наредната сезона верувам дека ќе видиме пред нови, поинтересни предизвици и секако нови црвени линии кои што ќе ги креирате вие. Благодарам многу и секако не заборавајте во континуитет, кликајте и на telma.com.mk за да се информирате целосно, квалитетно и најбрзо. Благодарам уште еднаш.